Ракометна сензација се случи вчера во Автокоманда. Радовиш го освоила Еврофрон Пелестер 2 со резултат од 26-27 и со тоа радовишини по една година експресно се враќаат во ракометната елита на Македонија. Атмосферата беше повеќе од одлична, побројна беше публиката од Радовиш, која беше поддржана од верната навивачка група лебари. Надпреворот започна доста неизвестно, битолчани се обидуваат да се одлепат резултатски, но противникот играше гол за гол. Меѓутоа, поради неискористените шанси на радовишани, Еврофрон Пелестер 2 максимално казина полувреме замина со предност од 14-9 или плюс 5. Во вториот дел, Радовиш се обидуваше да се врати резултатски, но младите пилистрици не дозволува противникот да се доближи. Битолчин има предност од 5 гола, а Радовиш постојано бркаш негатива од 4 до 5 гола. Интервенциите на голмот Костадиновски го враќаа Радовиш во живот, но Евроформ Пелестер 2 одново не дозволуваше да се загрози посериозно нивната предност, па во тие моменти Радовиш дојде до негатива од 2 гола при 17-15. Пелистрици одново имаа плюс 4, но неколкуте напади кои не ги реализираа го врати Радовиш на минус 2 при 21-19, а тоа го вклучи црвениот аларм кај битолчани кои побараа тајмаут. Во финишот на мечот Радовиш победе, а битолскиот тим од пенал изремни на 26-26. Во последните секунди од надпреворот Радовиш организираше напад, меѓутоа до целата таа ситуација доби само слободен удар. Иако речиси многумина во салата не очекува капетенот Здравко Апостолов од слободен удар да го погоди противничкиот гол и надпреворот да се решава на пенали, се случи и спортивното. Постолов со гол од слободен удар го однесе Радовиш во Суперлигата, за што вчера извести телевизија Ебнет. Младите ракометари на битолскиот тим со солзи во очите, неверување седнати на подот во салата, не може да го прифатат моментот дека нивниот тим испадна од Суперлигата и дека следната година ќе треба да се надпреварува во првата ракометна лига. Радовишине во Автокоманда ја прославија големата победа и враќањето во Суперлигата со верните навивачи, атмосфера која можевте да ја проследите преку камерите на телевизија Ебнет. Радовишини од следната сезона одново ќе следат суперлигашки ракомет, а тоа значи дека во спортскиот рекреативен центар 25 мај ќе гостуваат најдобрите македонски екипи.